Се наоѓаме пред Колешинскиот водопад во општина Ново Село, природна туристичка атракција која што привлекува голем број посетители не само од земјава, туку и од поширокиот регион. Инаку овие денови општина Ново Село заедно со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион пристапија кон уредување на патеките за пристап до водопадот, но и оплеменување на просторот. Со нас е првиот човек на општина Ново Село, градоначалникот Георги Божинов. Господине Божинов, од кога почна работите, што се предвидува со овој проект кој што го реализирате со Центарот за развој на Југоисточниот плански регион? Како што споменавте, сега сме на Колешинскиот водопад, една од најубавите атракции во нашата земја, во Македонија, и моментално се работи на уредување на пристапните патеки, за да можеме овој наш преубав локалитет да го направиме подостапен за туристите, а во меѓувреме се работи паралелно и на уредување на мокринските извори. Сега со овој проект е предвидено да се создадат и нови содржини, со што ќе го зголемиме капацитетот за посета од туристи, ќе направиме нови летниковци на мокринските извори, а на мокринските извори исто е предвидено и уредување на патека која ќе овозможи пристап за лица со инвалидитет. Нашите туристички убавини треба да бидат достапни за сите, а овде на Колешинскиот водопад, покрај патеките, ќе пристапиме и кон доуредување на постоечките мостови и на постоечките летниковци, а како што се движи новиот тренд, ќе поставиме и нови корпи за отпадоци за селекција на отпад. Рековме, ова се природни убавини кои што привлекуваат голем број на гости не само од земјава, туку и пошироко. Ако направите анализа на минатата година, постпандемиска, колку општинските власти се задоволни од посетеноста на овие локалитети, не само Колешинскиот, не само Мокринскиот, туку и Смоларскиот водопад? Со оглед на фактот дека граѓаните беа затворени 2 години заради ковид пандемијата, руралниот туризам е се во поголем раст. Јас сум особено задоволен од минатата година од посетителите кои дојдоа да ги видат Колешинските водопади, Мокринските извори и Смоларските водопади, и затоа веднаш пристапивме кон доуредување, затоа што можем да кажем дека ланската година дојдоа доста туристи кои еден дел не можеа доволно да се сместат во постоечките летниковци, а други има проблем со пристапот до самите локалитети. Затоа и со дел од средства од општината спроведуваме преку Центарот за развој ваков проект, кој што сметам дека за ова година ќе придонесе да бидеме уште повеќе посетени од туристи и од земјата и од странство. Колку туризмот и локалниот економски развој е приоритет на општина Ново Село со цел да се валоризираат придобивките од ваквите природни убавини? Како општина фокус давате на туризмот, на локалниот економски развој, кои се вашите проекции? Стратегијата за развој во моментот на општина Ново Село е првично да се посветиме на руралниот туризам, затоа инвестираме во подобрување на туристичките локалитети, а во меѓувреме отпочнуваме и постапка за изведба за урбанистички плански документации на 2 викенд населби, кои ќе бидат во Мокрино и во Смолари, затоа што имаме долгогодишен проблем каде туристите доаѓаат да ги видат нашите преубави локалитети, но немаме доволно сместувачки капацитети. Затоа од буџетот на општината ќе изготвиме нови урбанистичко-плански документации за 2 викенд населби, каде граѓаните ќе бидат првично во можност да инвестираат во својата општина, и тие што се дома и тие што живеат во странство, а после тоа да успееме и на самите туристи кои доаѓаат да ги задржиме на повеќе од еден ден. Има ли интерес за инвестиции во општина Ново Село во поглед на развојот на руралниот туризам? Па со текот на последната година има, од кога е најавено дека ќе се спремат овие викенд населби, има особено појавен интерес од граѓаните и од инвеститори од соседните општини, така што сум оптимист дека ќе направиме добар потек со овие нови викенд населби и ќе ги, како што споменав, ќе ги задржиме туристите на повеќе од еден ден за своите средства да ги трошат во општина Ново Село додека престојуваат на одмор, а не во соседните општини. Градоначалниче, со години се заговара развојот и на руралниот, но и на селскиот туризам.
имаме потенцијално, дали работите за едукација на местното население во поглед на искористување, односно издавање соби, бидејќи добар дел сака да се сместат автентично во населените места во овој подбеласички регион? Веќе работиме на изготвување стратегија како да им се пристапи на граѓаните. Во неофицијални разговори често сум во комуникација со граѓаните, особено тие кои живеат надвор од својата земја, кои живеат на привремена работа во странство, но се уште сметам дека треба да креираме прво услови од општината, како што се овие викенд населби, да почне ова да биде тренд за издавање во нашата општина, па да почнат и да се охрабрат и останатите собственици на преубави куќи, како што знаеме, нашиот регион изобилува со преубави куќи на луѓе кои живеат претежно во странство, но ете факт е дека ќе ни треба време и сметам дека ќе успееме и дека сме на правиот пат да почнеме се повеќе да се оди кон тој така наречен селски туризам, граѓаните своите домаќинства да почнат да ги издаваат и да ги нудат на туристи, особено како од државата, така и од странство. Од минатата година забележав дека воведуваат и дополнителни манифестации кои што се во функција на искористување на потенцијалите кои што ги поседува општина Ново село, односно посетителите да се запознаат со бавините. Дали оваа година се планираат одредени манифестации на овие прекрасни локалитети? Еве уште сега да најавам, и оваа година ќе ги имаме 4 традиционални манифестации кои ги започнавме од лани. Оваа година, првиот викенд после Великден, ќе направиме повторно пролетен концерт, каде ние планираме да ја покажеме нашата македонска традиција и фолклор во соработка со италијанската држава, каде и тие во план е да донесат нивни италијански фолклор. Секако тоа го правиме најмногу затоа што најголем дел од нашите сограѓани си доаѓаат во Македонија за време на великтенските празници и токму им одговара и првиот викенд после Великден да го поминеме во една таква прослава и за промоција на културата, традицијата и храната на Македонија. А секако во текот на годината повторно ќе продолжиме со организирањето на Илинден, на чествувањето на Илинден на Мокринските извори, кое беше особено посетено ланската година, имаше многу голем број туристи од земјата и од странство, а на есен, како што беше и до сега, планирани се повторно Костенијада и Комперијада за промоција на нашите производи од нашата општина. Градоначалник, јас ви благодарам на овој разговор и многу успех во планираните ваши замисли за оваа година во однос на развојот на руралниот туризам. Ви благодарам на вас и ги поздравам вашите гледачи. А само да подсетиме дека уредувањето на овие пристапни патеки и оплеменувањето на просторот кај Колешинските водопади и Мокринските извори би требало да заврши во рок од 6 месеци, што значи дека за време на летниот период ќе имаат можност посетителите достојно да уживаат на овие локалитети во општина Ново село.